Ајде ка донес. Малку поваму да не кисне. Не, таман сум тука, а овие да се снимат. Пошто си вика, нема да стигнат дали ке се, кој ке се. Немаме избори, се и сега што се. Овој триумфален настап на председателот на Државната изборна комисија од 9 септември 2021 година. Денот кога пристигнаа последните уреди за биометриска идентификација. Само 8 дена подоцна од настанот, во земјава требаше да се одржат локални избори. Први со употреба на отпечаток од прст. Еве како што рековме и повеќе Александар Даштевски во неколку наврати претходно пред камерите демонстрираше дека се тече според предвиденото со набавката тешка 11,2 милиони евра. Целата опрема. Дали во позадина, приказната била поинаква. Еден од условите во договорот за јавната набавка со германски Дермалог, без кој не можело да се исплати купената опрема, е опишан во членот 3. Таму е пропишано дека во прилог на фактурата требало да има записник од квалитативен и квантитативен прием и записник за тест за прифаќање, кои треба да бидат подпишани од лицата задолжени за реализација на договорот кај договорниот орган и од лицата, вработени кај носителот на набавката. Дополнително, тестот за прифаќање ќе се изврши најдосна до 11 октомври 2021 година. Документите до кои дојде 360 степени го отвораат прашањето дали овој чекор е направен како што треба. Имено на 12 октомври 2021 година, вторник, 5 дена пред изборите, Дермалог доставува повеќе документи. Еден од нив е овој, наречен записник за тест на прифаќање. Тоа е еден од неопходните документи за исплата на опремата. Во него пишува дека ден претходно, на 11 октомври 2021 година, содржал тест за прифаќање на системот за биометриска идентификација на гласачи, а подолу се наведени лицата што присуствувале на тестот, вкупно 10 на број. Споменатите лица го добиле записникот на 15 октомври, во ден петок, на неколку часа од стартот на изборниот молки на помалку од 48 часа до отворањето на избирачките места. 5 мина од листата со известување до Државната изборна комисија, веднаш се оградиле од употребата на нивното име на документот. Тоа се подпредседателката и членка на ДИК Дитмире Шеху, тогашниот член на ДИК, а сега министер за правда Кренар Лога, како и тројца членови на телото за информацијски и комуникацијски технологии Владо Василевски, Кирил Кировски и Владислав Бидиков. Сегашниот министер за правда, тогаш како член на ДИК од редовите на Алијанса за албанците, напишал дека состанокот одржан на 11 октомври не е настанот опишан во записниците. Истите содржат целосно неточни наводи, од причина што состанокот наведен од компанијата како момент на тест за прифаќање воопшто не беше таков. Состанокот беше едноставна презентација на испораката на уредите по датум и приказ на работењето на уредот. Уверувам дека ние како ДИК не овластивме и не назначивме ниту едно лице од компанијата Дермалог да води записник и поради тоа ниту едно лице не водеше записник од средбата што беше одржана. За состанокот ДИК побара само да има аудио снимка и тоа од 2 мобилни уреди и диктафон. Аудио снимката може лесно да се провери и да се утврди се што е изнесено погоре од моја страна. На крајот на своето известување Лога дополнува дека доколку записниците на кои неговото име бидат искористени за исполнување на условот во членот 3 од договорот, ќе го смета за злоупотреба и како предмет за поднесување на кривична пријава. Подпредседателката и членка на ДИК од ДУИ, Дитмире Шеху, испратила пократко известување, но и таа јасно вели дека била викната на сосема друг вид на состанок. Потенцирам дека презентацијата беше од информативен карактер. Не знам што е побарано во спецификацијата за оваа јавна набавка, за да можам да оценам дали носителот на набавката во целост ги испорачал барањата од предметната набавка. Воедно, не поседувам потребни професионални знаења, за да можам да потврдам дека носителот на набавката го испорачал и ставил во функција системот. А ако има сомнеж во евентуални политички мотиви за ваквите известувања на Лога и Шеху, тука се дописите на експертите од ИКТ секторот. Владо Василевски од IT секторот на ДИК, меѓу другото напишал: Тврдам дека состанок за тест за прифаќање на системот за биометриска идентификација не е направен. Барем јас не сум присуствувал на таков состанок, а според записниците стои дека сум присуствувал. Експертот Кирил Кировски напишал:
Сметам дека користењето на моето име во погоре наведениот контекст е надвор од моите должности и овластувања и дека својството во кое учествува во таа презентација е погрешно наведено во документот на Дермалог. Експертот Владислав Бидиков пак потсетили дека Истовремено, согласно информациите кои ги поседувам, сметам дека не е постапено согласно препораката на координативното тело за ИКТ и безбедносни прашања и не е извршен квалитативен технички прием кој би требало да представува основа за тест за прифаќање. 360 степени побара коментар од Кренар Лога и Дитмире Шеху како политички представници. И двајцата ја потврдија автентичноста на дописите и рекоа дека стојат за тоа што го напишале, но одлучија да не одговорат на прашањата што им ги поставивме. Спорните записници направени неколку дена пред изборите не се единствениот елемент што фрла сомнеш на постапката за набавка на системи за биометриска идентификација на гласачи. Кога пропадна првиот тендер за набавка на опремата, двајца членови на таа комисија си поднесоа оставки, неофицијално поради притисоци. Они можеле да напишат било што во оставките, колку што ја знам едната оставка е од здравствени причини, не е од притисоци. Да, втората оставка се спомнуваат и такви работи. Јас можам да ви кажам најодговорно дека од наша страна, барем од моја страна, притисок никаков немало. Новата комисија за јавната набавка на систем за идентификација направена веќе следниот ден беше составена од следните 5 члена. Оливер Ристовски, председател на комисијата и член на ДИК предложен од СДСМ. Бобан Стојановски, член на ДИК предложен од ВМРО ДПМН. Кренар Лога, член на ДИК предложен од Алијанса за албанците. Мергим Шабани, вработен во ДИК. Ивана Костадиновска, вработена во ДИК. Кога избран Дермалог, на извештајот, како што може да се види од документот, се потпишале само тројца членови на комисијата за јавната набавка. Ристовски, Стојановски и Костадиновска. Лога и Шабани не ставиле парав и приложили издвоено мислење дека и Дермалог не ги исполнува условите. Може да се констатира дека еден член на персоналот кој би требало да биде ангажиран како специјалист за обуки не ги исполнува бараните услови. Укажувам дека покрај останатите економски оператори и понудата на економскиот оператор Дермалог не ги исполнува условите за понатамошната постапка. Како економист не располагам со знаење и компетенции за оценка на техничкиот и правниот дел од понудата, како и од причина што немам компетентен и конкретен одговор од страна на надворешните ангажирани стручни лица за оваа набавка. Не можам да потврдам дека оваа понуда ги исполнува барањата и условите предвидени во тендерската документација. Со 3 гласа наспроти 2, Дермалог е избран за најдобар понудувач, а председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски потпишува договор со германската фирма. Овие наоди, но и други непознати за јавноста, ги истражува Државната комисија за спречување на корупцијата. Имавме сомне за дека не е направен квалитативен и квантитативен прием на уредите. Односно има само за дел, а не за сите уреди. И од тоа не може да се заклучи, односно не може да се види дали набавената опрема, карактеристиките се тие што се предвидени во тендерот. Сега ние ги проверуваме подизведувачите дали колку пари добиле, дали тоа што го предвидело во договорот, дали тоа го испорачале. Фирмите кои се подизведувачи на Дермалог, согласно договорот, требало да добијат по околу 1,5 милиони евра секоја. Тие се Алфазет, компанија од Тетовско Долно Седларце, општина Брвеница. Според нивната интернет страница, фирмата основана во 2018 година се занимава со продажба и на хардвер и на софтвер. Во годината кога како подизведувач го добиле тендерот 2021-та, Алфазет има вкупни приходи од околу 1,3 милиони евра, а трошоците таа година им се само 340.000 евра. Тоа значи дека во годината кога е купен и ставен во употреба системот за биометриска идентификација, Алфазет имала профит од околу 74% од приходите, односно речи се 1 милион евра на приход од 1,3 милиони евра. Веќе следната, 2022 година, кога се исполнети обврските од тендерот, Алфазет има приходи од само 56.000 евра. Алфазет во последните години работеле и со други државни институции, Министерството за земјоделство, Општината Центар, Државниот пазарен инспекторат. Станува збор за помали договори. Фирмата има двајца сопственици, белгискиот државјанин Марк Алфон Страск и македонскиот одбојкар Јовица Симовски.
Симболико е вториот подизведувач. Немаат активна интернет страница. Пред да бидат дел од тендерот за биометриска идентификација, каде за нивните услуги биле предвидени 1,5 милиони евра, вообичаено имале годишен приход меѓу 220 и 450 илјади евра. Годината кога го добиваат тендерот, 2021-та, приходите им растат за 10 пати, споредено со претходната 2020 година. Во 2022 година пак, приходите им паднале за повеќе од 3 пати, на 680.000 евра. Слично и со профитот. Во годината кога го добиле тендерот со Дермалог, Симболико направиле добивка од 380.000 евра. Годините пред и потоа се неспоредливо послаби. Симболико работат за МВР од 2014 година до денес. Газда сега е известна Елена Салонтај, но фирмата била основана од Стефан Пулековски во 2007 година. Во изминатите 2 децении, тој често беше споменуван како бизнисмен со добри релации со ВМРО ДПМН. Што точно се проверува во трансакциите на подизведувачите, Трпеновски не открива. Само додава дека предметот е при крај, без да преюдицира која ќе биде конечната одлука на ДКСК. Лично предлогот го имам јас, ама сакам на комисијава да им го кажам, па како ние ќе одлучиме, потоа ќе видиме. Иако не сака да го соопшти својот став за предметот, Трпеновски во интервјуто кажа дека мисли оти во проверките треба да се вклучат обвинителството и финансиската полиција. 360 степени праша дали обвинителството, независно од антикорупцијска, се занимава со набавката на системот за биометриска идентификација. Одговор не добивме. На прашањата доставени до Александар Даштевски минатата недела, одговорот стигна само неколку часа пред објавувањето на оваа сторија. На прашањето зошто решил да го потпише договорот со Дермалог, иако двајца членови на комисијата не го потпишале, тој одговори: Извештајот на 5-члената комисија е потпишан од 3 членови на комисијата, што значи дека предлогот за избор на најповолен понудувач е донесен со мнозинство од членовите на комисијата. И јас како одговорно лице на ДИК сум должен при изборот на најповолна понуда да го прифатам извештајот на комисијата. На нашето второ прашање, како реагирал по писмените известувања од Лога, Шеху и останатите, кои тврдат дека нивните имиња се погрешно употребени на записниците, не добивме директен одговор. Но во дел од дописот до 360 степени, Александар Даштевски вели: До Државната комисија немаше поплаки ниту критики од гласачите за работењето и функционирањето на уредите за биометриска идентификација. Како што јавноста знае, изборите во тој дел поминаа без никакви пречки и тоа е она што е од заеднички интерес. За волја на вистината, не само 360 степени, туку сите медиуми во државата пренесоа дека имаше проблеми на терен. Уредите не ги препознава отпечатоците на многу граѓани, па мораа да се идентификуваат по-старо. Од прилика 10 гласачи, 7 поминуваат, 3 не поминуваат. Не можевме да го испечатаме оној почетен извештај. 90% скоро од старите лица не ги од отпечатоците на прсти кои ги добивме од МВР се со лош квалитет. Тогаш Даштевски тврдеше дека е лош квалитетот на отпечатоците од прсти кои ги презеле од МВР, односно дека дури 1/4 не била употреблива. На нашето прашање, дали тоа значи дека за полицијата се неупотребливи 1/4 од отпечатоците и кога идентификуваат сторители на кривични дела, од МВР ни одговорија: сите отпечатоци исполнуваат минимум стандарди.